Здраво, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата TV103 со своето 137 издание, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една од најпопуларните ТВ серии на денешницата, за која долг временски период беше потребен да помине за да се најдат пред се соодветните луѓе за нејзино адаптирање, односно реализирање, кој ќе може на веродостоен начин да го пресликаат изградениот свет од видеоиграта на малиот екран. Кој по случувањето на нуклеарната воена хаварија во 2077 година му се заканува крајот на човештвото, каде една групација се вовлекува во подземни бункери и го одржува мизерниот мит за нуклеарните семејства од 50-тите години во Америка, додека други фракции се обидуваат да преживеат во надземјето, но тоа континуирано изложување на радиација секако дека влијае врз нивните тела и врз нивната психа. Со самозададената мисија за спасение на родителот, една млада девојка излегува од бункерот и преку нејзиното странствување ќе сведочиме на патешествието за носењето на уценет лик кај кинаперите за да го ослободи нејзиниот родител, но при таа одисеја таа се соочува со секакви битија кои преживеале во понеоптимални од нејзините услови во бункерот кој што ги имала, и во таа колизија на вредности се темели всушност суштествувањето на ТВ серијата Fallout, која што е продуцирана за Amazon Prime, за која што ќе ви говорам денес. А емисијата ја започнавме со Castle Red, односно слушнавме две композиции кои се наоѓаат на нивното студиско деби остварување на овој бенд од Бруклин, од Њујорк, кои самите себе си се декларираат како епски heavy metal, меѓутоа јас ќе ги класифицирам како doom metal бенд, кој го издадува нивниот прв студиски албум Into the Realm, од кој имавте можност да ја слушнете двете композиции Dagger Dagger и ја слушнавме Feed the Dream, а во продолжение следува Red Sense, која што исто така се наоѓа на ова нивно моќно думерско студиско издание, кое што е реализирано од страна на издавачката куќа King Volume Records. Така што слушаме продолжение њујорчаните Castle Red. А доколку сакате да знаете како изгледа светот по нуклеарната војна, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, каде се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за гаднување на енимите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започна програмата на ТВ 103. Fallout е американска постапокалиптична драма, односно ТВ серија создадена од страна на Дженева Робертсон Дворет, која што има работено на филмската адаптација на Tomb Raider и на Капетан Марвел, и Грехам Вагнер, кој што има работено на Silicon Valley и The Office, односно оваа серија е продуцирана за Amazon Prime на Дженева и Греам. Според поатоците на Forbes за првиот квартал на претплатници на стриминг војните, Amazon Prime има 200 милиони претплатници кои голем дел ги користат услугите за достава и пропратни нарачки на филмови кои се овозможени од Amazon Prime. Меѓутоа, тоа го вгнездува Amazon како второпласирана компанија во светот моментално помеѓу стримерите со 40 милиони помалку претплатници од Netflix, односно 50 милиони повеќе од Disney+, недостижно место за останатите, која во пролетната офанзива ги понуди The Baxters, Bad Girls Don't Cry, The Second Best Hospital in the Galaxy, француската The Source, италијанската Антонија, јапонската My Undead Yokai Girlfriend, шпанската Red Queen, шведската Jana Marked for Life, данската Bullshit. Потоа втора сезона од норвешката Фурија и документарната Friends in Low Places, а оваа година ќе ги гледаме и новите сезони на The Boys, Them и Outer Range, како и новите во најава ТВ серии, како што се историската комедија My Lady Jane, потоа германската Maxton Hall, The World Between Us и Виктор
Бирнгст, шведската Стаун Blackout и документарната 99. Така што од понудата не ми го влече вниманието на баш ниту една, така што ова можеби ќе биде единствената од Амазон во пролетниот циклус која ќе биде рецензирана од моја страна во TV103. Останатите имаат поинтригантна понуда, ама и при ваква невпечатлива понуда сепак Prime го одржува бројот на претплатници кои покрај серискиот диверзитет им го нудат на нивните доставувачки можности, што за разлика од другите стримери ја нема таа погодност. Fallout брои 8 епизоди со време трајање од 1 час, што значи дека прилично доста материјал имате за гледање, односно 8 часа јас преферирам да ги поделам на 3 дена, по 2,5 часа и на тој начин сепак да добијам здрава доза од серијата. Тешко дека ќе може да ја изгледате во еден здив поради масивноста, но е доволно забавна за ако сакате да потрошите цел ден на неа, да си го возможите тоа задоволство, но јас ја избегнувам оваа практика на долги серии, па затоа цепкањето на 3 дена мислам дека е најгледливата варијанта. Убавината е што Амазон ја објавија во целост на 10 април, така што не се губеше време да се молзи за недела една серија на моје огромно задоволство, така што дозирањето е во вашите раце и употребете го според потребите и возможното слободно време кое го имате на располагање. Во серијата станува збор за последиците од големата нуклеарна војна од 2077 година, апокалиптична нуклеарна хаварија во алтернативната историја на Земјата, каде напредокот во нуклеарната технологија по Втората светска војна доведе до појава на ретрофутуристичко општество и иницираше последователна војна на за ресурсите кои што се преостанати. Дел од преживеаните наоѓаат за солништа во бункери, именувани како сводови, односно трезори или The Vault, не знаејќи дека секој трезор е дизајниран да врши социолошки и психолошки експерименти врз жителите на овие трезори. Повеќе од 200 години подоцна, во 2296 година, една млада жена по име Луси го напушта својот дом во Волт 33, за да излезе во опасната пустелија на опустошениот Лос Анџелес, за да бара незиниот кинапиран татко, и на патот таа се пресретнува со војник од одредот од Brotherhood of Steel, односно братството од Челик, и милитантни темплари, ако повеќе сакате, и еден гул, односно еден повратник од мртвите кој е ловец на уцени. Сите имаат агенда бараната личност да ја достават кај озлогласената киднаперка која раководи со ново формираната Калифорниска република, за која сакаат поволен возврат, се разбира. Во овој опустошен свет има јасна дискрепанца помеѓу моралните и етичките норми во подземните бункери, каде се наметнува идиличниот, но лицемерен свет на Америка од 50-тите, неваре запрело времето на еволуирање на таа декада, кога се образуваат нуклеарните семејства, лажејќи се дека тие се избраниците кои што ќе населат земјата по катастрофата, а над неа во пределот во кој уште блика радијацијата се наоѓаат малтене дивјаци кои се препуштени на канибализам за прехранување. Потоа има култисти кои ги предводи командантката на новата Калифорниска република Молдовер. Потоа имаме милитантни темплари кои исто така сакаат да го сподарат со светот, меѓутоа да имаат во посед севкупната технологија со помош на нивните мека роботи. Насреден нив се навлечените повратници од смртта, односно овие гулови, кои се ловци на уцени излезени од вестерн филмови, на кои им недостасуваат нивните носеви, кои ако не земат серум против радијацијата, ќе започнат да морфираат во зомбија. Дарвинизмот преовладува во надземјето, се разбира, но во бункерите се кријат тајни за тоа колку е навистина идеален животот сегрегиран од надземните дивјаци, иако има неколку
како што е на пример Бункерот 4, во кој што дозволена е интеграција со радиоактивните, со тоа што таму па заседува култот на новата Калифорнијска република, така што се прекршуваат разноврсни агенди и се започнува со тактички фрлените нуклеарки во Shady Sands, градчето кое што повеќе не постои. Големи корпорации стојат зад идејата на Волтек, односно идејата за создавање на трезори во кои што ќе се експериментира, како да се дојде до совршените услови за започнување за интегрирање на нова цивилизација, која според елитистите треба да биде составена од членови на масонската енклава, така се нарекува оваа групација, кои избираат ресурси за нив и фрлаат нуклеарка, сметајќи дека тие се всушност луѓето кои што се самоизбрани за да ја предбодат иднината на државата, со тоа што во видеоигрите на кои што се базира оваа ТВ серија секогаш се поразени од страна или од Нова Калифорнија или па од братството, што е чин со право кој што е реализиран. Во видеоигрите, освен Калифорнија, има дел од приказната кој се одвива во Филаделфија, има дел во Вегас, односно во Нью Вегас, како што е именуван, како и Ловкрафтовското DLC во Нью Ингланд, например, да го напоменам, така што има 100 трезори со луѓе ширум сад, па затоа можеби најделотворен би бил онтологскиот пристап да се дојде до сите овие жаришта, меѓутоа пак одлично се изградени постоечките ликови, така што може и самите тие да одат до овие локации, да отворат нови делови од мапата ако повеќе сакате, односно да го спознаеме останатиот дел од оваа видеоигра, односно од овој свет кој што е инициран самата видеоигра. Во игрите има и вештачка интелигенција која создава андроиди, односно репликанти. Има поделеност во братството на шупаци и тие што навистина сакаат да чуваат технологија за доброто на човештвото, така што има две фракции таму, кои што се едни се себичните, други се тие кои што се по емпатични за општеството, кое што е им подложи на преживеаните, и имаме Нова Калифорнија која што има каков таков здраворазумен идеал за споделување на добрата со народот од иднината, како што ќе видиме во самата серија. Така што, иако е широк светот, во ниту еден момент не сте преокупирани со премногу фракции и податоци, како што тоа беше проблемот со ТВ серијата The Foundation. Во Fallout преку предводниците се запознавате со тие зацкриени агенди и како некои ликови биле инволвирани во нив пред се. И да, има многу повеќе мутанти со кои се експериментирало и джиновски инсекти и животни од радиација, не само таа човечка рибка која беше одлично направена во оваа ТВ серија. Имате Курир со платиниумски чип и негова конкуренција и багра од Caesar's Legion, односно има и домородци, има и вонземјани во Fallout 3, ако не се лажам, така што да не ги заборавиме и нив. Ако продолжам да објаснувам, нема да има крај што све има во светот од видеоиграта, така што ниту Курирот сме го виделе, ниту Caesar's Legion сме ги виделе и нивните живувачки гладиаторства, ниту па соочувањето со вештачката интелигенција и вонземјаните. Сето тоа се надевам дека ќе го добиеме во некои наредни сезони каде што ќе се проложи оваа приказна. The End, The Target, The Head, The Ghouls, The Pest, The Trap, The Radio, The Beginning. Се лаконските наслови на епизодите. Тод Филипс од Bethesda заедно со Джонатан Нолан стојат како продуценти зад овој проект, а во јуни 2020 беше најавена серијата од тогашната студио Amazon. Денес, преименувано во Amazon MGM, почна со снимање на 5 јули 2022 во Нью Џерси и Јута, но и во Намибија, за да се долови таа пустинска волуменозност која што има во серијата. И серии, знаете дека се снимаат во прилика со време трајање од околу 6 месеци, така што втората сезона имаат намера да ја снимаат во Лос Анџелес, не да патуваат на
исток. Кога се обидувам да добиам некако визуелен пресек со постоечките серии за компарација, диаграмот би вклучувал пресек помеѓу Westworld, Preacher, Twisted Metal и Blood Drive, меѓутоа за богати, односно за серија која што има завиден буџет, кој што може да си дозволи повеќе погодности кои, например, Twisted Metal и Blood Drive би ги немале, а Westworld и Preacher би ги имале. Правиме тука една кратка музичка пауза, имено во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме Dune, односно ги слушаме бенд кој што доаѓа од Шкотска, од Единбург. Свират своевидна комбинација на прогресивен сладж, стонер и дум со постметал дури елементи, и тие го издадоа нивното сега за сега трето студиско издание, именувано како Voidkind, издадено за Metal Blade Records, односно беа подпишници на Metal Blade, денес не знам, мислам дека замина да самостојно да го издадат овој албум. Точно, Voidkind, до овој албум ќе ја слушнеме композицијата Елеонора, и потоа ги слушаме Haunted, односно станува збор за еден сицилијански бенд, односно бенд од Италија, од Шкотска се селиме во Италија, каде што овој бенд Haunted го издаде исто така нивниот трет студиски албум, кој што гласи Stare at Nothing, од кој што ќе имаме можност да ја слушнеме Катаморф и Garden of Evil ќе ја слушнеме. Така што продолжение и слушаме овие два моќни стонер и дум бенда, со тоа што по нивното преслушување ќе се вратиме во етер да ви говорам за актерите и актерките кои што ја предводат ТВ серијата Fallout. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 137-то издание на емисијата ТВ 103, која што е посветено на ТВ серијата Fallout, а во овој сегмент сакам да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што ги имаат во ова ТВ серија, која е предводена од Ела Пернел, која ја знаете од Yellow Jackets, од Miss Peregrine's Home of Peculiar Children, од Kick-Ass 2 и од Wildlike. Таа ја глуми Луси Меклин, односно млада жителка на Трезорите, односно The Vault, која ја запознаваме во процес на венчавање на престапник од соседниот Трезор, за склучено, нели, примирие и добро соседство, ајде така да го наречеме, додека не дознаеме дека гостите се всушност трапници од надземјето и што ме киднапира нејзиниот татко, ќе излезе од Трезорот самата Луси во негова потрага. Та има еден сет на вредности кои што се наметнати од самиот Трезор, кои се косат со дарвинизмот на надземјето, и ќе мора да се помири со вистината за премолчените тајни на родителот кој го идолизира, а за време на незината авантура таа ќе се запознае и со припадникот на челичното братство, односно самопрогласениот припадник на Brotherhood of Steel, Максимус, во кој што ќе тргнат во потера по бараниот лик за од страна на гулот, односно ловецот на уцени, за да ја достават неговата глава кај киднаперката на нејзиниот татко. Лусијана Ван Дет ја портретира младата Луси Меклин, а Арон Мотен, кој што го знаете од филмот Emancipation, го глуми Максимус, всушност соработник на челичното братство, односно Brotherhood of Steel, кој станува сојузник на Луси, кој е обичен војник, кој ќе го запоседне роботот на надредениот витез од челичното братство и ќе се самопрогласи за воин од одредот, кој има за цел да се врати како херој во братството, преди самиот да свати за искривените вредности на раководството на овој одред. Амир Кар го портретира младиот Максимус. Кал Маклахлан, кој го знаете од Twin Peaks, од првиот Dune, го знаете од Сексот играл, го знаете од Blue Velvet. Тој глуми Хенк Меклин, тој е таткото на Луси и е всушност надгледувачот на Трезорот 33, кој потекнува всушност од Трезорот 31, кој е заслужен за фрлањето на нуклеарката, киднапирана страна на Молдовер, на која потребен е човек од раководството кој има пристап до кодовите за лансирање на таа бесконечна енергија која се крие во обезглавениот лик, каде што е складирана.
така што тој има тајни за настанувањето на хаваријата од кои што ќе треба неговата ќерка Луси да се соочи со нив без разлика што ќе опомине цел свет само за да го ослободи. Моисес Ариас, кој го знаете од Ender's Game, од Nacho Libre, од King of Staten Island, го глуми Нор Маклин. Тој е жител на Трезор 33, братот на Луси, синот на Хенк, кој секојаш се вовлекува во незгоди, кој ќе открие кој всушност раководи со Трезорот 31 и ќе остане заробен во него, заедно со еден отелотворен мозок кој ќе сака да го прободе со инјекција покрај сите тие тела кои што се ставени во крајодженик простории. Ксенија Мендес Джонс, која што ја глуми, кој го глуми Дейниш, сезивен писар на Челичното братство и најблизок пријател на Максимус, го имаме во серијата. Покрај него имаме Сарита Чудхури, која што ја знаете од Джесика Джонс, од ТВ серијата Рами, од Блайндспот, од Секс од иградата, ја глуми Ли Молдавер, командантка на воената дивизија на Републиката Нова Калифорнија, со мината корелација која што има со Хенк, која ќе го киднапира за да ги добие неговите кодови за ослободување на бесконечните енергетски ресурси. За доброто се разбира за новата република и за жителите кои што се наоѓаат на ова нова цивилизација. Лесли Угамс, која што знаете од American Fiction, Deadpool и од Roots, глуми ликот Бети Пирсон, односно таа е членка на управниот совет на Трезорот 33, подоцна и надзорник, станува на истиот Трезор во замена на ликот на Меклахлан, односно на Хенк, која потекнува исто така од Трезорот 31 и тајните кои што ги крие овој Трезор. Да го напоменеме и Џони Пембертон како Тедеус, соработник на Челичното братство кој му служи на Максимус, кога тој ќе се самопрогласи како составен дел од ова братство. Потоа го имаме Зек Чери, кој го знаете од Severance, го знаете од You, го знаете од Succession, така што често сум го напоменувал овој актер во ТВ103, тој го глуми Вуди Томас, односно член на управниот совет на Трезорот 33. Анабел О'Хейган, која знаете од Dear Edward, ја глуми Стефани Харпер, односно Стеф, таа е бремена жителка на Трезорот 33 и најблиска пријателка на Луси, која потекнува од Трезорот 31, која ќе заврши со чет по смртта на незиниот сопруг во Трезорот 32. Дейв Регистрирај, кој глуми во Мадам Секретари, го знаеме во оваа ТВ серија како ликот Чет, односно братучет на Луси, вратар на Трезор 33, кој е заљубен во својата братучета, со која што бил интимен, меѓутоа ќе заврши со бремената девојка Стеф во Трезорот 32. Родриго Луци, која што е од кој го знаеме од FBI Most Wanted и Dead Ringers, како и од New Amsterdam, е Мекфи, член на управниот одбор совет на 33 Трезорот, заедно со Лири, односно тој е Дейв, исто така жител од Трезорот 33. Поранешна жителка од овој Трезор исто така е Роуз Маклин, односно која што е глуми Ел Вертес, која е всушност мајката на Луси и на Норм во флешбек секвенците, која и тоа како е значајна за концептот за новата цивилизација и фрлањето на нуклеарката. Тиган Мередит, односно ја знаете од The Calling, таа е Джени Хауард, ќерката на Купер од 2077 година. Френсис Тарнер од The Man in High Castle и од New Amsterdam е Барб Хауард, односно супругата на Купер од 2077 година, извршен директор на Волтек. Тука го имаме и Майкл Рапапорт, кој го знаете од True Romance, од Beautiful Girls, од Only Murders in the Building. Тој е првиот Витес Титус кој што го запознаваме, кому Максимус првично му служи, пред да биде заменет од страна на Максимус, односно да биде елиминиран.
така што покрај него имаме и Майкл Емерсон, односно него го знаете од Lost, од Person of Interest и од Пила, тој го глуми Сиги Уилзик, тој е научникот, најбараниот од сите, кој во својата глава го содржи изворот на бесконечната енергија, еден од малкуте кој ќе помогне на Луси во незиното патешествие, секогаш придружен од неговиот загар, и мора да го напоменеме Волтон Гогинс, односно ако знаете него од The Shield, од Hateful Eight, од Predators, од Righteous Gemstones, тој го глуми Гулот, односно Купер Хауард, некогаш познат холивудски актер и амбасадор на Волтек, кој мутирал во Гул по паѓањето на бомбите и сега живее како пиштолџија и ловец на награди, на уцени. Одлично е опишано зошто не сака да го подигне прстот, како што го правил тоа на плакатите, заради тоа што бил, како што викаат американците, постербој, односно бил лика и прилика за самата иницијатива на Волтек, со оглед на тоа што кога ги дознава тајните на оваа елитистичка организација се буни, односно има свој порив да се противи заради тоа што предизвикуваат апокалипса. Мет Бери го знаете во оваа ТВ серија како Мистер Хенди, тој е еден од надредените во Робко, кој претходно, секако дека го имате погледнато во ТВ серијата What We Do in the Shadows, се појавува како уште еден од овие елитисти кои што си имаат бесплатна карта за постапокалипсата, односно си имаат загарантирано, наводно си имаат загарантирано место од во бункерите, во заштита за да бидат составен дел од новата цивилизација која ќе го насели човештвото. Правиме тука уште на кратка музичка пауза, продолжение ги слушаме The Cosmic Dead, односно повратниците во рамките на канал 103 ги слушаме овој бенд од Обединетото кралство, го слушаме со композиција од нивниот нов албум кој што гласи Infinite Peaks, од кој што ќе слушаме Navigator 9, првиот дел ќе слушаме, односно Мегалит, од ова серија на композиции кои што ги имаат на овој албум, поделени на неколку парчиња, со тоа што по неа ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата On the Verge и Embrace the Flames, односно две творби од Altar of Betelgeuse. Станува збор за бенд кој што доаѓа од Хелсинки, односно од Финска. Станува збор за Doom Metal бенд кој што го издаде нивниот трет студиски албум, каде што се наоѓаат овие две композиции кои ќе имате можност да слушнете во рамките на емисијата, и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што ги има ТВ серијата Fallout. Уживајте. Вие слушате радио канал 103, ова е 137-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Fallout, а за самиот крај, како и за секоја друга рецензија која правам во контекст на другите ТВ серии, компаративно ги разгледувам различните спецификации кои ги поседуваат, со тоа што Fallout нема најава, има само фейдин од како ќе погледнете што се случувало предходно. За жал, секоја серија не смее да ја пропушти можноста да има барем една минутна најава според мене, меѓутоа исто така интересен е феноменот што имаше привиесли, што ретко се случува за серии кои се објавени одеднаш, меѓутоа најверојатно се размислувало за тоа дека нема да ја гледаат сите во еден здив, туку дека ќе прават своевидна пауза помеѓу гледањето, така што привиесли можеби и од тоа рамниште има своја полза. Како што напоменав, има 8 епизоди со 7 сценаристи, што значи исполнува квота од минимум според новите договорени ставки на Сдруженијето на филмски работници, да има 5 сценаристи кои што мора да ги има, и 3 продуценти минимум, а тие има 31 продуцент, така што ги исполнуваат квотите. Режисери на епизодите се самиот продуцент Джонатан Нолан, потоа Клер Килнер, Фредерик Тоје, Даниел Грей Лонгино и Уейн Јип.
секој режира по неколку епизоди, а музиката која ќе имаме можност да ја слушнеме на крајот на оваа епизода ја работи еден од најценетите денешни композитори во рамки на телевизиската индустрија, односно Рамин Џавади, кој непосредно говорев за неговото дело кога имавме можност да ја слушнеме музиката за Три боди проблем, односно за ТВ серијата која што ја анализира пред неколку епизоди. Тој исто така има работено и музиката за House of the Dragon, исто така има работено музиката за огромен број на видеоигри, има работено за The Wrinkle in Time, за Westworld ја правеше музиката, за филмот Warcraft, за Дракула Untold, за The Strain ја прави музиката, Pacific Rim, филмската сага има работено, за Game of Thrones има работено, Person of Interest, така што има мал милион ТВ серии и филмови за кои што тој е подписник на музиката, вклучувајќи ја и Prison Break, која не смееме да ја заборавиме, каде што јас имав можност за прв пат да го слушнам тоа што го создава, а за потребите на Fallout кај него може да забележиме спој на електроника со симфониски оркестар, најчесто гудачка свита со нагласен громогласен перкашен, која е појдовна точка за физичките пресметки во светот. Имал тој по-препознатливи мелодии од овие кои ги потребува за овој скор, но ја врши својата функција да даде волуминозност на пустелијата и си игра на моменти со златната ера на Холивуд, со позајмени гудачки свити кои се реминесцентни на таа ера, но прави и долги композиции кои што се целовити, атипично за еден скор, кои ќе може да ги слушнеме од овој избор. Има и дури и вестерн труби, не грешете се, и тој аспект го има покриено Џавади за потребите на Fallout. Во поглед на сценографијата има исчистени трезори како вселенски бродови кои што наликуваат за пространство каде престојуваат нуклеарните семејства и ја имаме наспроти нив бесконечната пустелија. Поглед на фотографијата Стюарт Дрейворд, Теодоро Мањачи и Алесандро Мартинес заедно со Ден Столов се директорите на фотографија, каде што се гледа очигледен контраст помеѓу синилото, односно помеѓу ладните бои во подземјето, наспроти топлите бои кои што се воочливи во надземната пустелија. Во поглед на монтажата не ја работат Али Комперчио, Мајка Гарднер, Даниел Рейч Кубир и Џони Рајс, кои паралелизираат скокови со минатото и со тековната авантура која што има низ надземните пространства на постапокалиптичните предели. Во поглед на мејкапот и облеката во трезорите има сина униформа, има жителите како Star Trek да се излезени, а распаднати се преживувачите од надземјето. Поглед на надприродни елементи имаме гулови, односно повратници од смртта, имаме ликови кои што морфираат, потоа има деформирани од радијација животни и хипертрофирани инсекти. Секако дека има и технологија со напреден и забрзан раст, така што имаме дури и исчекори во поглед на научната фантастика од рамките на збогатување со механизација, односно машини, летала кои што може да си ги допуштат во овај ретрофутуризам. Поглед на хумор и еротика не е издржливо да се има секс со братучевите, е една од неколкуте комични реплики кои што може да ги погледнеме, а од еротика нема ни трага ниту глас. Во поглед на ефектите CGI има колку ви душа сака, особено од движење на човечката рибка, ама има дел од нив што во крупен план се кукли, има експлозии, има, односно простатика, има експлозии, има бликање на енергија, имаме научно-фантастични уреди, односно препогата е со ефекти и клика на крв, има дури од експлодирачки глави и пушки кои што се наоѓаат низ нив и продолжуваат да пукаат. Има флешбек секвенција од пред настанувањето на нуклеарката, всушност така и започнува самата серија, која што е жанровски дистописка научно-фантастична драма. Се говори на англиски јазик, а погледа на недостатоците, дел од ликовите се потрошна еднодимензионална роба, односно дури и носечките умеат да бидат пренаивни за светот во кој што се впрегнати, меѓутоа сето тоа е со добра намена за драматуршките цели кои што се тие ставени и фрлени во
тој свет во поглед на континуитетот на епизодите задржан затоа што има прекумерно действие кое секако дека го задржува вниманието и нема драстичен пад во текот на епизодите, во градењето на ликовите, фокусот е повеќе на тројцата авантуристи, но има премногу ликови и не баш за сите има доволно време да се развијат, како што е например братот на Луси, но се впечатливи и се надеваме дека во иднина ќе имаат повеќе простор за еволуција. Поглед на аналогијата, односно референците, оваа ТВ серија се базира на видеоиграта со исто име на која што е со 4 продолженија, а хронолошки действието, ако се паралелизира со неја, би требало да гласи Fallout 76, па Fallout Tactics, Fallout 2, Fallout 3, Fallout 3 Operation Anchorage, Fallout 3 The Pit, Fallout 3 Point Lookout, Fallout 3 Mothership Zeta, Fallout 3 Broken Steel, Fallout New Vegas, Fallout New Vegas Dead Money, Fallout New Vegas Honest Hearts, Fallout New Vegas The Old World Blues, Fallout New Vegas Lonesome Road, Fallout 4, Fallout 4 The Far Harbor, Fallout 4 Voltec Workship и Fallout 4 Nuka World. Се називите на четирите игри со нивните експанзии кои по редослед би требало да ја опфатат севкупната сага која што е врзана за Fallout. Слични серии секако дека се Preacher, Westworld, Station 11, Last of Us, Silo, The Man in High Castle, The Last Man on Earth, The Boys, The 100, Chernobyl, Blood Drive, Twisted Metal, Damn, Jericho, The Stained, Mist, Snowpiercer, The Walking Dead, Mad Men, Tribes of Euphoria, The Rain, 3% Into the Badlands, Upload, 12 Monkeys, Three Body Problem, Monarch, Legacy of Monsters, The Peripheral, Away, For All Mankind, Night Sky, The Never, Scavenger's Reign, Outer Range и мал милион на други ТВ серии. Како паралела со голем број на апокалиптични, постапокалиптични филмови може да се направи со Failsafe од 64-та, Doctor Strangelove од истата година, Threads од 84-та, The Day After од 83-та, сите вариации на адаптацијата на Omega Man, односно The Last Man on Earth, на Матесон, како што е подоцна адаптацијата во филмска верзија, која што има нови расказ, секако тука се The Book of Eli, Atomic Cafe, се само неколку од филмовите кои што допираат до ова постапокалиптична цивилизација која ја затекнуваме. Атмосферата е драматична, гледливоста е загарантирана и постигната е убедливоста. Во епилогот дознаваме за постоењето на крајодженик просториите во Трезорот 31, како и пуштањето на струја во Нова Калифорнија, исто како и бегството на Хенко од заробеништо кој доаѓа до еден град, кој може да го поистоветиме дека всушност е Нью Вегас, каде може би се кријат останатите елитисти од кружокот виновен за лансирање на нуклеарната катастрофа, така што е отворен крајот за наредната сезона. По него ќе трчаат и Максимус и Луси, така што се затвори едно поглавје приказната на повеќе рамништа, меѓутоа се отворија повеќе прашања за тоа што се случува во останатиот дел на САД. 8 од 10 е оценката која што има од мене, а погледам продолжение. Последниот кадар каде Маклахлан ги надгледува руините на Нью Вегас, со кој што раководел наводно андроидот од иднината. Така што тој ќе си ја бара неговата енклава, знае зошто е моќта кај нив, така што Амазон ја продолжија ова сага, веќе е одобрено продолжението за втората сезона и будно ќе го надгледувам течението на наредната сезона и проширувањето на картографијата на Fallout со надеж да погледнеме малку повеќе од тоа како изгледа Америка во пустош. А за крајот на емисијата, како што веќе ви ветив, ќе слушнеме неколку композиции кои ги селектирав од самиот скор кој што го работи одличниот Рамин Джавади, реминесцентни за ТВ серијата Fallout. Вие го слушавте 137-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, каде детално ја анализирав првата сезона од серијата Fallout. TV103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток на нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.